21. март 2023 година, првиот ден на пролета, започнете го денот со Слободен печат, започнете го денот со Утрински печат и Слободна ТВ. Добро утро, почитувани гледачи. Започнуваме подготвени, како што е вообичаено. На нашата стартна позиција се наоѓа Дејан Андоновиќ, колегата со кого секој работен ден говориме за актуелните настани од светот. Колега Андоновиќ, вчера беше денот, денеска да ги видиме резултатите од средбата меѓу Кина и Русија, Си Џинпинг, односно Путин. Има ли напредок во нивните односи и смирување на глобалната политичка сцена? Во нивните односи има напредок, тие и нема уназадување на односите. Има само можеби мала воздржаност од страна на Пекинг, кој откако започна руската инвазија врз Украина, руската воена операција, во Украина беа воздржани од типот на тоа дека никој не може во светот да одобри некоја војна, па не можеше, нели, ни Пекинг. Во меѓувреме во Пекинг се случи и некои драматични политички промени, бидејќи актуелниот претседател Си Џинпинг имаше вореден конгрес, односно редовен конгрес за избор во комунистичката тамошна партија, каде што победи со големо мнозинство и уште тогаш добрите познавачи на состојбите, кои ние ги пренесувавме, се разбира, велеа дека доколку Си Џинпинг победи на тие избори, Пекинг ќе се сврти повеќе кон Москва, доколку загуби, доколку е неговиот опонент, нема да се сврти кон Москва. Бидна како што бидна, Си Џинпинг е веројатно доживотниот сега председател, втор после Мао Цетунг у нивната историја, и изминатиот период беше под притисок Пекинг дека практично му се закануваше Западот дека доколку им помага на русите, ќе се соочат со санкции. Пекинг тоа скриено го правеше у смисол на тоа и даваше поддршка на Русија, но не целосна, но со посетата на Си Џинпинг на Москва дефинитивно се разоткри дека измеѓу Пекинг и Москва има едно сојузништво кое е повеќе очекувано од што традиционално. Веројатно познавачите знаева или ја претпоставува позицијата на Кина дека нема да дозволи да биде диригирана незината политика од Вашингтон. Со Кина е комплексна работата, бидејќи Кина веќе има спор со Западот, со Соединетите Американски држави пред се, значи независно дали таму седи Бајден, дали претходно Трамп, ќе потсетам, токму со Трамп почна целата приказна околу Кина, само што Трамп во манирот на бизнисмен ја правеше таа блокада кон Пекинг, нели, се сеќаваме на санкциите. Откако дојде Бајден отиде во една друга насока, војната во Украина. Едно морам да кажам, Кина ми се чини најмалку во светот војната во Украина и оди во прилог на Кина. Зошто? Бидејќи на Кина не ја одговара војната во Украина, бидејќи Кина, јас повторно ќе кажам, на Кина ја одговара глобализмот. Зошто? Бидејќи со глобализмот практично Кина се рашири економски. Така да тука се тие некои идеолошки, доктринарни разлики со Путин, но од друга страна, веројатно се обединуваат во еден заеднички, да кажеме, блок, бидејќи и Москва од една страна и Пекинг од друга страна си има притисоци, проблеми и недоразбирање со западниот свет, предводен од Соединетите Кина Американски најде интереси во соработката со Русија, конкретно со купувањето нафта, односно плин. Да, но сега се очекува да се види дали Русија ќе добие помош од Кина во она што и треба. Што и треба, можеме да претпоставиме, имаме различни анализи дека Русија нема оружје, дека Русија немала чипови што и требаат за ракетите и така тоа. Јас со тоа многу не верувам, но верувам дека на Русија добро ќе и дојде се извинувам, некаква помош од Кина, бидејќи ова што се случува во Украина сите ги троши па им бокината воена индустрија која е во Русија. Но повеќе веројатно ќе биде на политички план таа соработка и конечно тој блок на две нуклеарни сили, на две земји членки на Советот за безбедност, конечно и многу људни држави како што е ајде Русија 165-170 милиони, овие се најмногу. Индија е панданот на Кина, Индија не ја фати страната на Западот да се конфронтира, бидејќи можеби Западот планираше преку Индија да се справи со Кина. Само да дозборам, разговорот ми е дека Си Џинпинг отиде, тој првпат отиде во Москва откако е реизбран, доаѓа во услови кога речи си никој не сака да се среќава со Путин, претходно се сретна само Башар ел Асад, што
на некој начин е следната етапа на тоа колку е далеку мирот и постигнувањето на мирот и колку е можно отварање на ново жариште, тоа го повторуваме нон-стоп, а тоа е веројатно Пацификот. Кога ја правите ова анализа меѓу односите на Москва и Пекинг, ми се наметнува прашањето дека ние сме сведоци на една нова геостратешка политика и веројатно се напушта политиката која беше по Втората светска војна. Дали ќе бидеме и сведоци на ситуација во која што Пекинг и Москва ќе преминат на радикални методи за да ги остварат своите интереси? Јас не верувам дека ќе преминат кон радикални методи или се е релативно, или веќе се применети радикалните методи, па специјалната воена операција на Русија, така наречена, или инвазијата врз Украина, нели е радикална мерка? Сега, што се однесува до Кина, многумина, меѓу кои бев и јас, мислевме дека ќе искористат оваа шанса што се случува во Украина, додека е дефокус на светот, да ги претркаат намерите на Западот за формирање на нови борбени морнарички групи во Пацификот, за да ја спречат кинеската експанзија, дека ќе го нападне Тајван. Очигледно Кина, проценката е дека нема да го нападне Тајван вака, како што ние очекуваме. Веројатно ќе се обидува. Не, провокации ќе има, него веројатно намерата на Кина, нели кинезите се трпеливи, нивната политика се базира на 1000 години унапред, така велат. Веројатно ќе одат со некаква тивка интеграција на островот и конечно се почесто читам по медиумите разноразни дека, а и знам нешто за Тајван, дека многумина во Тајван па и немаат некој проблем да влезат во Кина како граѓани. Да влезат во една Кина, една држава, два системи, како што тоа се случи со Хонг Конг и со Макао. Туку и натаму јас мислам дека Тајван е само тригерот, а дека главната практично недоразбирање околу кинеско-западниот однос се тие наоѓалишта на нафта и газ во Јужното Кинеско море на Пацификот, каде што Кина на големо прави вештачки острови и таму прави нови, да кажеме, наоѓалишта на нафта и газ. Ти многу добро знаеш дека војните во светот не се прават ради нечива чест и нечест, туку ради пари и нафта. И веројатно е тоа играта. Сега само морам тоа да крај да го кажам, доаѓањето на Си Џинпинг во Москва, ќе повторам, доаѓа во едни услови на тоа дека сега Си Џинпинг се среќава со човек кој треба има налог за апсење од меѓународниот кривичен суд и покрај тоа што тоа можеби не значи ништо, но се фрла една сенка на она што вчера беше демонстрирано. Путин имено го прифати кинескиот мировен план од 12 точки, кои на Западот веќе не го ги споменуваат, но тој е суспендиран со самиот факт дека со кого ќе преговараат западњаците, кога Путин е обвинет дека кога Путин треба да биде уапсен. Да заокружиме оваа средба, дали од европските дипломати имаше реакција по средбата? Конкретно мислиме на Франција, Германија, Велика Британија. Дали нивните ставови, они сигурно ќе кореспондираат и се комплементарни со политиката на Вашингтон, меѓутоа дали по средбата тие дадоа некој? Не може да имаат никаква, значи тие одлучија пред 3 дена со обвинувањето и со подигањето на налог за апсење. Тие практично идат по онаа варијанта со криминалци не се преговара. Сега морам така да го кажам, бидејќи тие така ја поставуваат политиката. Тоа го велат они. За нив Путин е човек кој има налог за апсење и автоматски веќе не е релевантен. Затоа јас и вчера во студиото реков дека се суспендирани сите надежи за мир и за некакви преговори. Тоа е прво, и втората варијанта е дека Западот со оваа одлука за издавање на налог на апсење на Путин што направи? Први упати порака дека војната ќе трае се додека некој не победи, значи ќе се оди до крај. Втората варијанта е дека се суспендираат сите можни настојувања за некакво примирие се додека Путин седи во Кремљ. Сега, таа проценка малце е чудна, бидејќи до година има председателски избори, дали може би они мислат дека Путин нема да ги добие тие избори. Не знам, јас лично не верувам. Има председателски избори. И третата варијанта, јас тоа го имав и во текстот на Слободен печат вчера, а морам да потсетам, со ова му се ограничува маневарскиот простор на Путин да патува.
Бидејќи, знаете, вие колку и да Исти други и средби. да не се согласувате, ако сте подписнички на тој римски статут, односно меѓународниот кривичен суд, автоматски веројатно сте одговорни да, доколку дојде на ваша територија, се обидете да го приведете, бидејќи сте подписник на тоа. Меѓутоа, тоа правниците ќе го објаснат. Ова беше насока пред се на настојувањето на Путин, кој требаше да патува во Јужна Афричка република, каде требаше да има еден состанок со земјите од БРИКС, а Западот сакал да призна или не стравува од таа групација на БРИКС, бидејќи се повеќе и повеќе земји влегуваат во БРИКС, значи сакале да зголемува се зголемува бројот и тоа Така, влегуваат да. земји кои се релативно доста крупни по број на жители, Аргентина, ајде, но и Бразил, Јужна Афричка размена и така република, натаму. Саудиска Арабија и Иран се смирија, значи и Саудиска Арабија ќе влезе полека, можеби Нигерија, најголемата држава во Африка, а кинезите таму нели се веќе ги има во Африка, така да ми се чини дека цела оваа приказна беше да му се скрати маневарскиот простор на Путин, да не може да патува тек така. Вие као политичар, колку и да не се согласувате со западната политика, да се замислите 5 пати дали би се сретнале со Путин, бидејќи може и вас утре некој да ве обвини. Така да тоа е еден обид на Западот, но повторно ќе кажам, за мене најстрашно, јас го повторив 100 пати тој, пак ќе го повторам. За мене најстрашна порака од сеталата таа приказна е дека војната и мирот ќе дојдат само откако ќе изгуби една од страните. Значи ќе се оди до крај и сега автоматски доаѓа Кина да биде сојузник со Русија, што само ми укажува дека се формира еден поголем Еден блок. блок, така. Сега, дали тој блок ќе биде азиски? Многумина велат да. Јас мислам дека нема, бидејќи Украина, борбата за Украина практично без Украина Русија не е европска држава. Значи, Украина мора да ја задржат за да имат влијание во Европа. Кинезите имаат појас и пат, тие влегуваат во Европа на овој или оној начин, така да ми се чини дека Западот и покрај некоја онака првична доминација не може да биде баш Многу онака, па не може да биде баш мирен, бидејќи сега Кина и Русија, колку и да имаат разлики, ќе се обединат заедно да се одбранат, да се ги одбранат своите интереси, интересите им се големи. Колега Андоновиќ, благодарам за овие... Морам само да кажам повели. за оваа експлозија на Крим, значи за потребите на Црноморската флота на руската морнарица, од Русија излезе војна железничка композиција која пренесуваше голем број на крстосувачки ракети за потребите на Црноморската флота. Ќе потсетам, тука е многу близко фронтот, тие мора да ги бранат, да го бранат Да. Крим и од морска страна. Наводно, според информациите до Тринава, украински проектил ги го погодил тој воз и уништил огромни залихи на тие мокни ракети. Не знам кој тип на ракети се, бидејќи не се наведени и не сум доволно Ќе случен. почекаме и нови детали со... Сега во јавноста тоа од Така. пиар аспект испаѓа дека еве украинците напаѓаат и руска територија, а кога ќе ја нападнете руската територија, секогаш стравувате од одлуките на Москва, бидејќи Москва рече уште на почетокот на воената операција подготвени сме да ги браниме нашите граници и да ги Ескалација потребиме на сите војната можни се очекува. средства што ги имаме. За волја на вистината, Путин вчера рече дека ќе подпише дека нема да дојде до нуклеарна војна, во смисол и да дојде до отворена војна Не, ќе со биде Западот први конвенционална. нема да го користат нуклеарното оружје. Колега Андоновиќ, благодарам за овие информации. Остануваме и натаму актуелни и активни со следење на настаните во светот. Ви благодарам и на вас.